Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу и делот кој знам дека особено го чекате. Овој воведен коментар бидејќи многумина може да ви прочитаат вести. Јас никогаш сум немал таква намера. Туку сакам заеднички да ги доживуваме, односно да си ги прераскажеме по нашки народен јазик и да ги именуваме нештата со вистинското име. Започнуваме со тој процес, поврзан со двајца рамно апостоли, еден цар и еден Нобеловец. Токму така по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Свети Кирил и Методи, и едно навраќање на основоположникот на виткањето кичми, Нобеловиот кандидат Зоранус Демуртини. Да, Кирил и Методи, кои се донели кирилицу, су заеднички. Радили у Охрид, радили у Софију, радили свугде во цели регион, у Моравију, свуде се биле. Кирил и Методи нису донели кирилицу. Не знам прво како се доведува писмо, уште помалку што светите браќа се заслужни за глаголицу, не за кирилицу, која подосна е крстена нели во чест на Свети Кирил, како што и ние денес овие контраинтелектуални блебетања ги нарекуваме за евизми, продукт на темелната посветеност на еден човек со 3 часа во петок кој успеал во животот. Ние имавме 4 часа секој ден, среда и петок по 3. И шо ни фали? Јас премиер станав. За малку и Нобеловец ке беше. Секако, ваквите објаснувања на историјата заслужуваат на вистина посебна награда. Утврдили сме за цар Самуил, исто такве ствари и за други. Неки пут не е било граница, неки пут су били граѓани разнешени, неки пут некој е дошао из неки страна, света, други е изашао од овде или слично. Прекрасно објаснето, секој да разбере. Неки пут некој е дошао из неке стране света, некој е изашао. Големо откритие од историско значење. Јел знае тај човек дека и Александар Велики Македонски е неки пут изашао од овде или слично. Некој е дошао из неки страна света и денес премиерот на земјата која ти вика 1300 години имаш бугарска историја, ти го удостојуваш со подпишување документи кои му одговараат за да те тера да си мокриш врз собствената историја со вакви приказни дека су пуно шетали луѓето, ама не треба ние да се замараме премногу со тоа. Само соседите нека се замараат. Али да таа историја нам не буде пречка за будуćност. Што значи овај дио из споразума да ćete преиспитати називе објеката и споменика кои потичу из периода античке Грчке? Па ставит ćemo плочке да е тоа европско богатство, европска историја и слично на таковом пажливом начину. Ставит ćemo плочке на таковом пажливом начину. Исто така на таковом начином се брусеа символите како звездата од Кутлеш, например во ковид времето во полициски час среде Крива Паланка. Сонцето од Кутлеш, символот на македонската држава, згасна и на плоштадот во Крива Паланка. Задоволувањето на грчките апатити изгледа е поважно од се. Доказ за тоа е брусењето на сонцето од Вергина за време на празничен ден и среде полициски час. Процесот на бришење на сонцето од Кутлеш започна од скопските шахти. Градоначалникот на Паланка, нормално тогаш од СДС-то, рече дека не го бруселе за да им го задудлаат на грците, туку го одстранувале за да не го газел народ символот. А што е добро да газат граѓаните? Ке ви каже тој. Во овој момент сакам да им кажам на граѓаните да не се грижат, дека нивните чувства нема да бидат злоусто повредени и впрочем, на ние го знаме, па макар и на еден ваков символ не му доликува да биде ставен на земја и да биде газен. Вие не сакате да биде газен символот. Извини, брато, и фала ти што одлучи со брусилица да го заштитиш македонскиот символ и поранешното државно знаме од газење. Не е добро газење, подобро е да се уништи со брусилица. А добро наместо Кутлеш, што ќе имаше на плоштадот за да се гази. На оваа локација ќе го поставиме општинскиот д, кој што е одлично на оваа институција, на овој град, на граѓаните, кој што впрочем го носи и ги носи контурите на заштитникот на градот Свети Јоаќим Осоговски. Тој е официјален град на општината. Па идеално. Прво констатацијата да не се грижиме за брусењето бидејќи така го штител Кутлеш од нас. Второ, дека во план било да се гази врз грбот на општината и ликот на Свети Јоаќим Осоговски. Генијално, нели? И финалното објаснување. И со тој чин сакаме да кажеме дека еве ќе поставиме символ со кој што символ нема да бидат повредени чувствата на ниту еден граѓанин на оваа општина, но и пошироко што ви предизвикале несогледни последици од меѓународни празници.
Ете така, ем го штити знамето, ем државата од несогледливи последици од меѓународни размери. Ама што да каже за луѓе кои патот до просперитетот го поплочуваа со брусени шахти и со ставичамо плочке на спомениците. И како за окружување на концептот, уште еднаш, да не заборавите како изгледаше тоа до сега. Да, Кирил и Методи, кои се донели кирилицу, радили у Охрид, радили у Софију, радили свугде во целиот регион, у Моравију, свуде се биле. Утврдили смо за цар Самуил, исто такве ствари и за други. Неки пат не било граница, неки пат се били граѓани разнешени. Некој е дошао из неки страна, света, други е изашao од овде или слично, свуде се биле. Свуда су биле, ама ретко се наводжала ваква лејка која не знае да разликува кирилица од глаголица и да тропа дека Свети Кирил и Методи работеле во Охрид или во Бугарија. Това едноставно, иако неки су изашали, неки су доđували, се ние имало случајно, ама идентитетот бетон со бруселицата. Вр. Така праве и на резултатите од референдумот за името. Вр. Ама тоа не ги спречи да пробаат да ја унапредат тактиката која ја форсираа досега. 3 пати на ден да бараат бугари во устав. Па од вчера започнаа да бараат референдум за бугари во устав. Мислам, треба да си гении, човече, да го смислиш ова. Гении на нивото пуно сушетели и стукапа изоданде овдека. Со мала доза на градска, водњанска, курчевита проселјаченост. Вчера го слушнавме Христијан Мицкоски, рече нема повеќе отстапки за влез во Европската Унија, подготвени сме да ја платиме цената. Се поставуваат две прашања. Да погодам, кои се двете прашања? Да погодам. Прво прашање од Венко. Дали може ако нешто плаќате кон нас да биде? И второ прашање, може ли авансше нешто да се пушти пред први, сега знаете, проложен викенд е? Не, а? Добро, ајде да ги слушнеме тогаш двете прашања на Фенко. Кои се тие отстапки и кои се тие што ќе ја платат цената? Тие отстапки се сите после овој момент. И сакам овде прво во Шуто Ризери да споделам и убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Бев на средба со Меркел, со Макрон, со лидерите од Западен Балкан, премиерите на Хрватска, на Словенија, Фредерика Могерини. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Тоа значат фондови, тоа значат пари за нашиот народ. Се сеќаваш кога отворивте преговори, ама после испадна вака? Европската Унија не постигна согласност за прифаќање на преговарачката рамка за нашата земја. Бугарија стави вето, го прекрши договорот за добрососедство и пријателство. И со тоа застана на патот на нашата европска интеграција. Ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците и за целиот наш народ. Во 21 век не е европски, ниту демократски, да му кажете на друг како да се чувствува, како да се самоопределува. Не е европски да му ја пишувате историјата на друг народ. Да му наметнувате идентитет на друг народ и да го убедувате дека треба да го прифати. Тешка геостратешка грешка. Тоа се тие отстапки. Нешто ситно околу идентитетот. Ситница. А цената ја плаќаат сите на кои им е стало до достоинството и Македонија. Сите кои не сакаат да бидат, ајде пак, гуруто пуно сушетали да ни каже. Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го сменеме. Дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Цената би ја платиле истите кои се чувствуваме обезчестени и обезличени после промената на името. Не оние кои повеќе сакале да им плаќаат отколку тие да платат некоја цена, како горе наведените, поточно видените. Откако ги одговоривме овие две прашања, портпаролот на Радев има да зборува уште на темата. Христијан Мицкоски самиот призна дека Преспанскиот договор е ремек дел на дипломатијата. Председателката Силјановска Давкова дека со договорот, внимавајте, е потврден идентитетот и јазикот. Ова и портирот во партија кај него знае дека не е така, односно дека лаже и око не му трепнува, но зачудува упорноста со која овој дечко мисли дека ќе го убеди целиот свет во неговата, ма кој ги гребе сите, филозофија на надмено поставување во однос на сиот свет околу него, како што несомнено и личи кога се обидува да продаде вакви пазарски фори ала Горњи Милановац во јавност. Демек, јас знам, ја ќе ви кажам, а вие сте глупи ако не го капирате тоа.
Што маски падна од кроткиот доктор со треперлив глас во ковидот до ова дередже. Оваа банда на власт едноставно не знае како да се води државата. Поима нема, од кај да знаат. Само вие знаете како се води држава, бидејќи сте родени да водите држави. Среќа наша што ве имаме. Нема капацитет, знаење за ништо. Каков капацитет, какви бакрчи? А и народот нема поима бе како да живее во држава. Нема капацитет да препознае великани како вас. А оваа власт сега повторно лаже. Сега дека Европа ни го загрозува идентитетот. Цар, нема друг збор. Цар. Мислам дека ни Заев ни Таче не го може ова. Во иста реченица да кажат власта ве лаже и потоа да излаже дека некој тврдел дека ЕУ ни го загрозувала идентитетот. Не кажа Заев погоре кој го загрозува идентитетот. Заев ви кажа, луѓе. А вие им го подпишавте тоа година и пол подосна во преговарачката рамка. Им ги задоволивте барањата. И не може ни вие да се скриете позади ЕУ со вашиот подпис, ни комшиеве кои велат немало, ама еве сме, да ги заштитите и нив со ЕУ знаменцето. Не е можно. Толку е бесрамно глупа оваа теза, а ВМРО тврди дека ЕУ ни го загрозува идентитетот, што е фасцинантна. Граѓаните се будни, се свесни, не се наивни, не можете повеќе да ги лажете. Сите веќе ја знаат вистината. Па тоа е така. Затоа се чудам, на што се надеваш кога се обидуваш на луѓето да им укажеш дека се прости и не знаат ништо, пуштајќи им вакви фори. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Или и ова сите го знаат, затоа што великиот, роден за водење држави и сликање на Заев по журките со Харис во Дубај, единствениот Венко Филипче решил дека тоа е така? Можеби, иако праксата баш и не покажува дека македонскиот идентитет издржал 3000 години со глупи луѓе. Напротив, издржал бидејќи народот секогаш знаел и кој е, и што е, и од каде доаѓа опасноста, и кога е од надвор, и кога е од внатре. Како денес и овој неоврховизам. Мицкоски и бандата не сакаат во Европа затоа што таму има одговорност, таму се одговара пред европски обвинители за криминал и за корупција. Мицкоски не сака, иако владата е пофалена од Европа со разни гестови во повеќе наврати периодов за текот на реформите. А ти сакаш, зошто? Бидејќи за модуларната сигурно имаш што да раскажеш пред европски обвинители со збујна страст. Немој, не ме радуј. И затоа не држат како заложници, затоа се ствараат вештачки конфликти, затоа се идентификуваат лажно внатрешни предавници и надворешни вештачки непријатели. Така да каже, Бугарија не негира, тоа е лага и дека тие како врховистички фронт во СДС-то не работат тие на истата агенда на која работи и Румен Радев. Ништо од тоа не постои. Се е во вашите глави и во мојата глава. Тоа што го гледаме, слушаме и чувствуваме, сето тоа е лага. Вистината ја зборува Садевенци Софијански. И јас тоа не го прифаќам. И Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа не го прифаќа. Еве сега веднаш ќе ја врземе сите главата бидејќи ти нешто не прифаќаш. И внимавајте, одиме на главниот муабет од вчерашниот прес. Ова, почитувани граѓани, е референдумско прашање. Неверојатно, но вистинито. Ама СДС-то помислиле дека е добро да изустат било што на тема референдум. Па изгледа стварно мисли дека цел народ е како луѓето со кои што е опкружен. Вака изгледа политички обид за операција на мозок преку пресконференција. Не може Христијан Тино Мицкоски да одлучува за нашите судбини. Вау, прекар смислил, бидејќи е полн со фори. Оке, Венко Руменко, продолжи. Затоа граѓаните се единствени кои што можат да одлучат за својата судбина. Не сакаме сите да плаќаме оваа цена. Сакаме иднина. Распишете референдум. Прашете ги граѓаните. Изборите во 2024 беа референдум за ова прашање. И знаете како поминавте тогаш. Кој е тој да каже и да одлучи судбината на народот кој што тука живее? Кој е тој? Од кај му е тоа право? Правото да носи одлуки доаѓа од 58 пратеници од неговата пратеничка група, над 70 во собрание вкупно, честопати и над 80 кога имало потреба. Во демократии генерално од таму доаѓа правото. За разлика од правото ти да одлучуваш од името на СДС-то кое дојде после твоето директорување во Фондација Заев. Тој ќе одлучи за судбината на земјата? Кој е Христијан Мицкоски да одлучува за судбината на 2 милиони луѓе што тука живеат? Па имаат ли памет луѓето што прават? Имаат ли памет? Имаат ли памет?
вели овој кој бара референдум за бугари во устав. Шеф на партија која сакаше со референдум народот да ја покрие за диловите во случајот со Грција, кога прво не сакаа да сме обезчестени, обезличени, па додека дишат се колнеа дека името нема да се менува, па излегоа на референдум, па ќе беше задолжителен, па не стана консултативен, па на крајот како пропадна референдумот збореа дека значајно мнозинство поддржало промена на име, бидејќи тие имаат, се разбира, Божјо право да кажат што е значајно видливо мнозинство, што е невидливо, а не законот кој точно определува кога референдум успел, кога не. 36% со полнење кутии со гласови на секои 4 секунди во некои избирачки места. Така беше 2018 година. Ама не ги обесхрабри тоа. Тргнаа со судско-политичко мафијашки терор во обезбедување на гласови за промена на име и го сменија. И плакаа мамето на Македонија. И со такво скоро минато, не беше ова пред 2300 години, пред 7-8 години се случуваше. Со такво минато на тема референдум, со такво досие, сега излегува на прес и вели референдум да има. Чудесно! Ако има 5 теми на кои не смеат да помислат да зборуваат, се додека не се исчисти таа партија од сите од тој период. Една од тие теми е веројатно референдум, ама не. Иако веројатно многу резон барам од луѓе кои тврдат дека Бугарија не негира и 3 пати на ден бараат бугари во устав сега и одма. Па после изгледа некој им шепна дека ни од дома нема да ги гласаат и се сетија на нова финта. Што? Референдум. Мислам, дали стварно сменија име со пропаднат референдум. Подпишаа заедничка историја со Бугарија без да прашаат народ. Подпишаа преговарачка рамка, иако цела држава се дигна на протести. Не нарекуваа платени руски ботови. Ден денес исто не нарекува. Антиевропски проруски платеници кои биле против ЕУ. Зошто? Затоа што ова ви го кажуваме и покажуваме. Ова што го гледате со собствени очи и слушате со собствени уши. И сега смислил дека ќе се крие како борец за директна демократија и прашување на народот, овој кој до вчера 3 пати на ден бараше бугари во устав како да е папагал на Радев и уште прашува. Па имаат ли памет луѓето што прават? Имаат ли памет? Точно прашање кое веројатно секој си го поставува за него, за нив и за нивните операции и активности. Нека власта го распише референдумот. Нека распише власта референдум. Затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. Не може Христијан Тино Мицковски да одлучува за нашите судбини. Да распише референдум треба. А сега подсетување за Венко Руменко, како мина после минатиот референдум, кога тие можеа да одлучуваат за нашите судбини со непочитување на референдумот и го сменија името на Македонија. Мајче ваше фашистичко. Мора малку да бидем насмејани. Или насмејани. Слышиш, малку фаците да не бидат насмејани. Нели? Мислите да сме скроз згужвани, не сме за... Па знам ја не. Не очекував дека. Подсетување, и тој референдум беше со прашањето дали сте за членство во НАТО и ЕУ со прифаќање на грчкиот договор. И не сме за ЕУ со промена на име, со ултиматум. Не сме. Ама не послушаа, сменија име, ама сега пак тие ќе не прашувале дали сме па сега за ЕУ со промена на идентитетот кој не го иска Сапија со Преспанскиот, остана уште малку сега да го дорешат. И одговорот на тоа прашање го добија во 2024 година, ама не, тие пак ќе прашуваат, додека паралелно тераат кампања дека бугарските барања не биле негаторски. Тоа беше вчера, а денес само потврда дека операцијата Перење мозок продолжува. Почитувани, владата на Мицковски призна дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. Прво, секогаш кога СДСМ зборува позитивно за некаков референдум, умира по една мала срна, односно таа мала срна се самоубива бесејки се со бодликава жица. Второ, откако владата експресно им ја одби идејата за со референдум со кој Боже мислеа да си маскираат инсистирање за уставни измени по бугарски рецепт, и вмешување на народот во нивната каша, сега смислија веројатно дека со тоа што од влада им рекоа нема да трошиме џабе ни пари ни време на референдум, владата признала дека немала пари за референдум. Абе, фантастични сте луѓе. Отиде уште една срна во овој момент. Сега повторно лажат дека Европа го загрозува македонскиот идентитет. Уште 998 пати и ова ќе стане вистина можеби, а не страшниот и претажен, но многу пати докажан факт дека СДС-то
го загрозува македонскиот идентитет. Ама ајде, пробајте уште 998 пати да тропате вакви работи. Знам дека можете. Или нова идеја. Што не пробате без со нешто поемотивно? Може тогаш ќе поверува народ? Ние во СДСМ не го прифаќаме тоа. Јас како мајка на 2 деца не можам да го прифатам тоа. Добро, јас како татко на 2 деца исто така не можам да прифатам дека вие ќе ги верглате тезите на бугарските националисти и дека треба тие деца да ги учам. Дека за паричка треба да си погазат на достоинството и на она што се. И сега? Не сакам моите деца утре да растат со чувството дека единствен начин да имаат нормален живот е да ја напуштат својата татковина. Ама затоа ќе растат ли со сознанието дека единствен начин за да има нормален живот биле бугари во устав и прифаќање на бугарски идентитет пред 45-та година? А? Тоа ли е начинот? Инаку околу желбите за децата да има нормален живот дома во Македонија, супер, и за тоа да се случи, секој треба да ги учи и воспитува своите деца, дека треба прво да ја сакаат државата и да создаваат во неа, а не да се трујат сите деца на Македонија од пресконференции дека Бугарија не негирала, власта лажела, дека ЕУ го загрозувала идентитетот. И да не наведувам други безобразни махинации и обиди за перење мозок. Треба само да се надминете себе си и да не го третирате народот, како што би рекол вашиот Стево, ко стока, па да глумите загриженост дека ви е стало до мислењето на народот и да барате референдум за негаторските политики кои ги застапувате. Или децата сакаат да растат во земја во која на пропаднат референдум власта влегува во промена на име со судската мафија под своја контрола. Тоа сакаат ли децата? Сакаат децата да живеат во земја со 2% доверба во постоење на правда во таа земја. Огледало, користете го не само за шминкање, туку и малку да поразговарате со себе. А ако не сакате, тука е злобната Алфа телевизија која треба да биде елиминирана според вашиот Чауш, Венко, Руменко. Оти ширела антиевропска реторика. Срам да ни е. Не ги лажете децата дека е антиевропски, да одбиваш дедото свој да го запишеш како нешто што не бил. Не ги лажете децата. Тоа е за почеток доволно. Сакам моите деца да живеат тука. Сакам да учат тука, да создаваат семејства тука, да веруваат дека можат да успеат во својата држава и да придонесуваат во својата држава. И што? Без бугари во устав и бугаризирање на историјата ова никако не можеш да го спроведуваш. Тоа ли е единствениот услов за добра иднина на децата? Желбите на Радевци и Каракачановци да ги исполнуваме? Од мали да ги учиме на скршена кичма? Така ќе изградат добар живот за себе и за нивните деца? Да ги учиме дека цвета требала да се даде на Осман бегот за да види богат лагоден живот. Дека партизаните биле глупи и џабе гинеле бидејќи се дигнале на востание против администратори. Мисли малку. Референдумот, почитувани, не е политичко прашање, туку прашање за нашите семејства, за нашите деца и за иднината на Македонија. Ке ме расплачиш. Абе, не сте нормални, живи мајка. СДСМ, убиецот на референдум, и држи жалопојки колку сака референдум за да се спроведат бугарските барања. Па кажи уште дека и овој референдум е за Европска Македонија и како и пропаднатиот, всушност, претходниот референдум за кој мува не ве полази и да го затвориме муабетот. Ние сакаме иднина европска. Неверојатно! Истата кампања за Европска Македонија. Влез во ЕУ и НАТО со сменето име. Резултатот не беше таков, ама што има везе? Овој народ кога го третирате како неписмени националисти, кога не ви одговара неговото мислење и го означувате како руски ботови и пропагандисти, овој народ сигурно мислите дека толку слабо памети, колку што би сакале вие тоа да е така. Ама да беше така, немаше на мини референдум пред 6-7 месеци да ви даде 6 градоначалници, од кои еден веќе изгубивте со ваквото тропање глупости по пресконференции. И сега сакате референдум второ полувреме? Првиот пат се измокривте врз главата на народот, сега сакате пак? Како бе, другарки и другари од СДС-то, тоа го замислувате? До вчера 3 пати на ден бугари во устав баравте, Бугарија не негирала. Никогаш тврдевте, денес референдум кој докажано не би го почитувале ако не вие по агендата која ја терате и која ја гледаме. За жал нагласувам како доаѓа од вашите говорници, пресконференции и лидерство. Срамота е. Ама вие си знаете, големи сте. Распишете референдум. Граѓаните
да одлучат. Така е, граѓаните да одлучат за тоа дали треба да се избришат политички партии од Централниот регистар ако тие партии заговараат антимакедонски политики и служат како мегафони на негаторски држави кон македонскиот народ и идентитет. Таков референдум може, ама лошо ќе заврши. Видете, вчера на мојот Facebook профил поставив вакво прашање до оние кои ме следат. Дали се за распишување референдум за бришање на СДС-то од Централен регистар и за 24 часа има над 3000 лајкови. Тоа е за скоро 1000 повеќе од вашата пропадната петиција за одбрана на Македонија од британските мигранти, кога од планираните 50.000 подпишани на онлайн петиција, цела ваша партија собра 2100 и нешто подписи за 2-3 недели колку што траеше овој страшен повик за одбрана на Македонија. И уште нешто, не ја исклучувајте можноста ова да е обид за симулирање демократичност, бидејќи и да има референдум, ќе пропадне, односно нема да помине афирмативно за нивната бугаризирана за жал кауза. Затоа што народот не е глуп и затоа што тоа го гледате и ден денес на сите анкети. Конкретно и на последната, на која 80% се за ЕУ, 90% се против бугарските уцени. И зошто СДСМ би барала референдум кој нема шанса да пројде по нивни мерак? Еве можно објаснување. Затоа што можеби СДСМ не сака Македонија да влезе во Европската унија. Зошто не би сакала? Затоа што може би така им е кажано. Од кого им е кажано така во ова хипотетичко сценарио? Еве еден стар службаш од Бугарија, припадник на службите задолжен за Македонија, може да објасни. Тоест, чекајте, ајде прво да ви покажам за кого се работи. Велизар Пенков Енчев е дипломат, универзитетски професор, новинар и поранешен разузнавач, странски разузнавач. Работел во првата генерална управа за државна безбедност од 85 до 89 година и во Националната разузнавачка служба од 90 до 96 година. Јануари 87 бил испратен во странство под маската на дописник, новинар на Отечествен фронт, Отечествен вестник и Бугарската национална телевизија во Белград. До 93 година работел во белградската резиденција на ПГУ, која по 90 година била наречена Национална разузнавачка служба, каде бил одговорен за разузнавачката работа во Македонија и Косово и бил водечки офицер за активни операции на југословенска територија. На неделните пресконференции во Југословенското МНР и во Меѓународниот пресцентар во Белград, тој редовно поставувал прашања за антибугарската кампања на СФРЈ на меѓународен план, реагирал и на антибугарските публикации во српските и македонските медиуми, влегувал во јавни дебати со југословенските политичари за контроверзните прашања во бугарско-југословенските односи. Нашиот вестник Нова Македонија однесувањето на бугарскиот дописник од Белград го дефинира како агресивен великобугарски шовинизам. Во 1992 година ја организира првата официјална посета на Бугарија на лидерите на ВМРО ДПМН од тогаш Љупчо Георгиевски и Доста Димовска, при што македонските опозицијски тогаш политичари и иден премиер и вице-премиер на Македонија биле примени од председателот на Бугарија Желјо Желев, председателот на бугарското СДС Филип Димитров и заменик председателот на БСП Георги Прванов. Велизар Енчев бил именуван за амбасадор на Бугарија во Хрватска во 1997 година и на оваа функција останува до 2002. Како шеф на дипломатската мисија во Загреб, тој создал бугарско лоби меѓу хрватската интелигенција, научните кругови и католичката црква, со чија помош се спротивставил на македонизмот во Хрватска. Поддржан од председателот на Хрватската академија на науки и уметности, академик Иво Падован, кардиналот Кухарик и бискупот Џаковски Сракич, Енчев успеал да постави бугарски споменици во Ѓаково, Задар, Загреб, Хрватска Костаница и Самобор. Се смета дека со овој чин хрватите ја признале бугарската националност на браќата Миладиновци и целосно бугарскиот карактер на нивните бугарски народни песни, објавени во 1861 година во Ѓаково од епископот Јосип Јурај Штросмаер, пишува бугарската Википедија и додава: Велизар Енчев успешно преговараше со хрватските институции за склучување договор за ревизија на учебниците по историја и географија во Хрватска, со цел да се отстранат нивните антибугарски страници, останати од југословенскиот период, во кој под притисок на Скопје и Белград, велат бугарите на Википедија, цар Самуил Климент Охридски и така натака биле прогласени за македонци и така натака и така натака. Ете што Википедија вели за Енчев, а сега слушнете го самиот него. Единственото, което не трябва да допускаме, ще кажа нещо, което винаги съм го твърдял, Македония не трябва да влиза в Европейския съюз. Влизането на Македония в Европейския съюз ще бъде много тежък удар за България.
тъй като това, което сега те го правят в последните 40-50 години в международен план, ще бъде институциализирано най-вече по отношение на идентичността, която е българска идентичност, те ще я присвоят. Сега вие ще кажете, ма това не съвпада с нашето европейско поведение. Не, няма да го кажа това нещо, защото аз също смятам, че колкото повече се остави извън Европейския съюз, толкова по-лесно Нека да гледаме става. какво е решение. Инфилтрацията на македонизма в македонския етнос, който между другото е само 1 600 000. И намалява, и намалява. В чисто демографски план, албански се увеличава. Единствената ми надежда е, знам, че това не звучи конструктивно, не звучи политически коректно, дори бих казал и цивилизационно. Единствената ми надежда е да наделее албанския фактор. Наделяването на албанския фактор демографски, като заплаха за техната македонийска идентичност, друг начин няма. Влизането на Албания в Европейския съюз, това ще помогне на този процес. Ще ускори този процес. Да? И сега, не е ова ништо различно суштински од она што Радев, например, го говори за Македонија. Дека не смее ЕУ да дозволи легитимација на македонизмот во Европската Унија, бидејќи бил идеологем на Коминтерната, односно Југославија. Истите зборови на искусните агенти на бугарските служби во однос на Македонија ги кажува Радев. Радев исто така вели дека ние не преговараме со Бугарија, туку со ЕУ. Кој исто тоа го вели? Филипче токму така. Гаранти Енчев и службите се согласуваат. Што исто така вели Радев? Ова, вчера пред средбата со Емануел Макрон. Искам да кажа и за нещо важно. През 2021 година аз за първи път поставих пред европейските лидери въпросът за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония. Отнеми 1 година да убеждавам европейските лидери защо това трябва да стане и чест прави на президентът Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли месец 2022 година и аз вярвам, че на днешната среща ще осигурим подкрепата на Франция, така че този консенсус да се изпълнява в неговата пълнота. Потрошил цела година, или што би рекол Заев, железни опинци ке искинам, да ги убедува сите европски лидери дека требало да има уставни измени во Македонија. Негово дело е ова барање. И не е дека не кажал дека е така, како и дека не кажал зошто го бара тоа и која е суштината. Представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот претседател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската Унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Досадно ли ви е да го гледате ова секој еден пат? Издржете, замолувам, издржете додека не го видат сите малку преостанати кои веруваат дека СДС-то не требало да биде избришано од Централниот регистар на постоење, поради тоа што се буквално адвокати на овој проект на Румен Радев, односно на такви како Енчев, односно подземната држава и служби во нашата мила источна соседка кои работат на тоа Македонија никогаш да не стане членка на ЕУ, поставувајќи невозможни услови, затоа што тоа е меѓу другото и интерес на една држава која не сека силна ЕУ, а секогаш бара сојузник во Бугарија за своите геополитички проекти. Точно така Русија, земјата за која Румен Радев вчера порача дека ЕУ мора да ја смени својата политика кон Русија и да преговара директно со неа во однос на Украина. И во сето оваа бугарска игра, која ја поставувам како хипотеза, игра и некогаш СДСМ, некогаш колоквијално СДС или на пореален добрососедски дијалект СДС, барајки референдум кој нема шанса да успее, за да успеат плановите за Македонија надвор од ЕУ. Можно ли е ова да е реалност? Некој сигурно знае. Кој не знае може да си дозволи да размисли дали тоа може да биде така.
Во меѓувреме, ќе продолжат жалопојките од прес-центарот на Бихачка дека не сакале нивните деца да живеат без бугари во устав. Така што уште еднаш, иако залудно, сепак препорачувам да си ја чукнете главата, другари и другарки, ама појако и да прекинете со овие глупости. И знам дека за жал тоа нема да се случи и дека Венко Руменко ќе продолжи со закани дека би ја затворил тој Алфа ТВ ако има можност, но човечки е да се надевам и сепак да повикам на разум. Или повторно да повикам да дојде и да не ослободи. Ние сме секојаш подготвени. Толку за сега. Одиме на разговорот во студио вечерва после долго време со фантастичниот Сашо Тасевски. Ке биде, знаете како, жестоко. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. А во студио вечерва имаме еден опасен престапник, еден од најголемите државни непријатели на творевината Северџанистан. Познатиот актер Сашо Тасевски, добро вечер, добре дошли. Добро вечер, Богдан. Се збуна се речот кај јас престапников. Да, не ме чуди. Деновиот таков печаток имам. Не деновиот, да речам неделиве наназад, доста си актуелен, особено во фокусот на опозицијата. Па и опозицијата и ај вака, во следниот кош ќе ги ставам. Луѓето кои што инсистираат на тоа Македонија да ги спроведе бугарските барања, да не речам уцени, да не речам диктат, да не речам условување. Па тоа е опозицијата и петата колона во Македонија. Од прилика тие се. Зошто некои делови од СДСМ, мислам дека не беше официјален партиски став, но некоја нивна представничка го кажа, најавија ќе се борат против твоите видеа на Facebook, односно ќе се обидат веројатно да ти ги забранат видеата на Facebook. Тоа беше, мислам, прес на како им се вика. Да, тоа беше, мислам, прес на тоа како им се вика Сојузот на жени, на форумот на жени, да. И ја прво кога слушнав ме фати смешно затоа што се викам овие Цукерберг ќе му се јавуваат за да ми го забрани профилот на Facebook, што е малце смешно онака. Ама втората работа не ми беше толку смешна, а не ме ни исплаши, само ме изнервира затоа што видов дека многу далеку не отишле од матрицата нивна, а тоа е дека кога нешто некој не им се допаѓа, нечии ставови не им се допаѓаат, имаат веднаш рефлекс, тенденција да ги банираат, да ги забранат, да ги заќутат тие кои што им сметаат, што зборуваат нешто што... Добре дојде во Алфа телевизија. Да. Ние сме дел од добро, тоа е она вториот дел што сакам да кажам, дека јас затоа и дојдов вечерва, ме прати Филипче за да ве ослободам. Повели ослободиме. Ослободиме. Така да, тогаш сватив дека немаше врска они тоа што го кажа за некоја мизогинија и така натаму, него едноставно знам што им пречи најмногу у моите видеа, тоа што постојано ги прозивам дека се антимакедонска партија кој што работи против интереси на македонскиот народ, и тоа е очигледно. И како што ни беше очигледно дека зад нив стојат веројатно некои големи платиши, што би рекле онака, кои што тоа нивната политичко представување, нивните политички изјави, политички настапи очигледно ги предпоставувавме дека ги финансираат од надвор, за после да видиме дека има тука вистина, кога оној несрекникот од онаа фондација Македонија во Софија излезе и кажа дека она што се сомневавме со години дека е вистина, дека во Македонија постојат бугари на хонорар, тоест бугари кои што се македонци кои што се пишале дека се бугари за пари, за финансова подкрепа. Кажат доста работи за кои што може 3 емисии да пополниме ако навлегуваме подетално во нив. Јас ќе се обидам да бидеме ефективни, прецизни и концизни. Ајде сега да стартуваме од почетокот, од забранувањето на различно мислење. Не сум сигурен дали во најдобрите пракси на тоталитарниот комунизам имало јавно изјавување на такви тенденции или тоа под маса се решавало. Зборувам во Југославија, во СССР, нели, од фотографиите ги ретуширале и исчезнувале таму луѓе. Меѓутоа, мене ме запрепастуваше кога ќе гледам како на јавна сцена, без срам, без перде, излегуваат и
Дали се обидуваат да го глумат Трамп или мислат дека таквиот начин или овој Петер Маџар сега му е идол на Филипче, предпоставувам, и сака да биде, не знам, го доживува како фраер и да биде фраер како него. Најлошо е она што викале старите, кога жабата видела го подковуваат конјот, па и таа ја кренала ногата. Значи, тоа е типично она во главата, што се случува на Филипче. Веројатно некој од неговиот пиар му рекол, дај малце ова, иако сме ние анти-Трамп по суштина, ама дај малце да го направиме ова делува. Ваков однос држок со новинари, по-жесток да бидеш, по-луд да делуваш, по-бесен да делуваш на своите настапи. Но, забораваа дека кога имитираш некого, значи, барем треба да имаш нешто автентично од неговиот сензибилитет на тој што го имитираш, за тоа да биде верно, за некој да ти поверува. Ама ти ако го немаш тоа, го знаеме Филипче како беше пред овие настапи, што некој му ги увежбал. Така. И се одеднаш го гледаме во една друга улога, кај што сака да го глуми Трамп, а нема ни трошка од она што представува Трамп како сензибилитет, како карактер. Трамп прво бил шоубиз 30 години пред да... Трамп е, мислам, тоа не се ни споредува, него, како да ти кажам. Така што затоа делува фейк на неговите настапи и се гледа, јавноста гледа дека го глуми Трамп. Тоа е напад на новинари, вие последни, вие фейк нуз, вие последни, нема, знаеш, као што настапува исто. Но, една друга работа е поважно. Спомна и како било порано, какво има... Знаеш, вистинскиот авторитет, дали е државник, дали е некој магнат, голем тајкун, како кажа, како и да е, тој не пати од тоа да слуша другите што ќе кажат за него, и тоа не може да му наштети, да му го дестабилизира неговиот став, неговиот авторитет, доколку навистина го поседува. Едноставно тоа е како мува вака да му пролети, само вака да ја ишне. Значи тие луѓе не се, ако има поседува автентичен авторитет, вистински, тој не се замара со Богдан Сашо, што рекол, како рекол, зашто рекол, едноставно го има тој авторитет. Дури и во тој што го викаат, нели, автократски режим, кога имаше култ на личноста, Тито кога беше, значи има милион докази дека Тито не се занимавал со одредени оне што зборел. Ситниве за под него што биле, за да удовола, да му се докаже кој е, кој му е најголем пријател. Тие ги правеле проблемите со овој кажа нешто против Тито, ај ќе му правиме ово, овој кажа ај ќе опратиме на големите. Тито како Тито, има многу сведоци кои што го живеат, не бил таков. Едноставно толку не го интересирало тоа, пошто знаел кој знаел што е. Сега, апропо ова, сакав да се надорзам. Ја мислам дека до сега во, ја не знам, може би во европската историја од 45-та навака, јас немам чуено, еве ти ако си чул, јас немам чуено некоја партија да забранила да се коментира, поготово интернетот кој се појави, да се коментира на интернет, на нивните портали, објави, сајтови, како се Мислам дека се во светот уникатен пример. Јас нема, еве, освен у Северна Кореја, што е тоа ограничен. Таму немаат Facebook. Не, таму си имаат собствени, како и во Русија, што има таа две контакти, како и да се Кина, да вика. кажем. Тоа се други форми на цензура. Но да забраниш коментари на Facebook, како што забрани СДСМ и некако се гордее со тоа. Сакаш ли пред да продолжиме на темава, да го погледнеме младиот Јон, кој што денес објаснуваше зошто ги забраниле коментарите. Може ако сакате, може и на пола екран режија. Јавноста да види вака, да го чуе. Да, за да го имаме вака заслужува да е поприсутен на екранот. Ако не може, окей, ќе го гледаме вака. Добро, чекај, јас да пробам сега да направам магија. Нема магија. Океј, пуштам плей, одиме. Многу ми напрашуваат зошто СДСМ ги исклучи коментарите на мрежите, па ќе се обидам да објаснам. Ајде, Јона, обиди се. Ботовите и троловите на ВМРО работат вака. Создаваат 1000 лажни профили, меѓусебно поврзани во мрежа. Тие се платени да шират лаги, напади и омраза против сите кои се за ЕУ и реформи, или пак кои гласно зборуваат против криминалот, корупцијата, тендерските шеми и националните предавства на Мицковски и организираната група околу него. Работат во смени, како фабрика. Еден ден масовно напаѓаат еден профил, следниот ден друг. Лично многу пати сум бил предмет
на најгенасни навреди, Зошто повици така, бе? за физичко насилство, па и ликвидација од истите. Па не дај Боже, да, глупости. Но целта е да се создаде впечаток дека сите се против нас. Затоа привремено ги исклучивме коментарите. Сега вие, граѓаните, може да помогнете. Кога ќе видите сомнителен профил, со малку следбеници и рандом фотографија симната од интернет, може да напишете уште еден ВМРО бот. Ќе ги вратиме коментарите, но кога ќе се справиме со бот системот и кога граѓаните ќе може слободно да зборуваат, без да бидат лично навредувани од ботови, во една токсична, навредлива и целосно нездрава атмосфера. Како да слободно зборуваат кога им забрануваат Многу ми напишуваат. Да, добро е, да, Зошто на се репитоди, да фала. Добро е, еднаш и он на денот е сосема доволно. Бараат помош од народот, кој што не го почитуваат ни јота, а од друга страна му забрануваат и да коментира на нивните, од нив бараат помош. Мислев ќе рече кога ќе видите човек на улица, зборувајте му нешто добро за СДС, вака. А не, рече кога ќе видите сомнителен профил, патем, драги Јон, да не ви ги извадам јас вашите профили кои што беа во една фарма на лајкање врзани, токму такви какви што ги кажуваш, со профилни фотографии во ист рок на денови. Например, извадив едно 3-40, затоа што гледам една ситуација, лани преклани, Саша, блиц да ти... Нешто коментирам, Богданка коментира кај мене. Јас и Богданка се знаеме од пред 20 години, од Супер Радио Охрид. Нема врска. И ми коментира нешто, сега политички сме на спротивни страни, јас не ја жалам неа, таа не ме жали мене и тоа е тоа. И ако мојов статус има 120 лајка, нејзиниот коментар има 43. Јас знам дека е тоа невозможно, искуствено. Нели? Ти кога ќе ти тргне видео на YouTube, знаеш, за 5 минути од прилика до кај ќе оди, зависно од динамиката, ритамот, од каналот, шината која што ќе ја фати, така. Ги отворив. Што викам, нешто има чудно. Од тие 43, но 90% беа вакви како што ти ги кажувам. Тоа се слики земени од други места, но се зумирани доволно за да не може да ги најдеш преку реверс search и така натака. Второ, слика профилна, сменети на сиве 30 профили во два турнуси. Едниот беше јули 22, другиот беше февруар 23. Значи, просто гледаш патерн. Да, патерн, коментари никакви. Така да тој изборува за фарми какви што ти користеле. Дека имаат СДС. Но не е тоа суштината. Да. Нели имаат, мог да ги избанираат сите или стварно тој мисли дека илјадници луѓе седат и... Ама еве, ај добро, вие лажни профили имале, се криеле за рендом слики и така натаму. Еве, мојот профил не е лажен, што правиме? Лажни профили ли им дадоа 6 градоначалници во ноември? Наспроти 5-6 на нивните опоненти. Мислам дека не се лажни профили. Значи, знаеш најлошо кога не гледаш гредато сопственото око. Они се обидуваат во сите нас да видат некоја раска, да најдат причина со која ќе си ги оправдаат работите што ги прават и политиката што не ги води никаде. А од друга страна, замижуваат упорно и 2 години скоро по падот, по нивниот катастрофален пад и на парламентарните и на локалните избори подоцна, одбиваа да се погледнат во огледало и да видат дека најголемата вина за нивниот пад лежи токму во нив. Никој друг не им е крив. И што е најинтересно и најсулудо, освен ова што го кажав дека единствена логика има да кажеш... Зошто продолжуваат? Зошто продолжуваат? Не знам. Па тоа е она преска што кажеш. Ќе поставиме тези, затоа сме тука. Нема друга логика, не постои друга логика, освен да мора да одработат она што им е дадено, платено, што биле поддржани, што биле поимене. Нема друга логика. Подпрашањето е, што е тоа што би го одработувале? Бидејќи, јас искрено сакам секогаш со подсврсти факти да работам, но можам да си дозволам предпоставки. И ако ставовите на председателот на неголемата, не знам колкава, не е веќе неголема опозициона партија, но еве партијата што некогаш била голема, СДСМ, односно СДС, односно мене, јас ја нарекувам деновиве СДС, бидејќи личи како политичка експозитура од некоја партија од политичкиот екосистем на соседна Бугарија. Ако има исти ставови со етаблирани првенци на антимакедонството од Бугарија, буквално исти ставови, како на пример не преговараме ние со Софија, преговараме со ЕУ.
А Софија се бореше да дојде до таа позиција. И така натаму. Ама еве сега најново што е, Радев значи отворено кажа година дена ми требаше да ги убедуваме, да ги убедам европските функционери да го европеизираат проблемот билатерален што го имаме ние со Македонија. Односно на промена на уставот. На промена на уставот, да. Така е. И сега тоа е негово дело, негова творба. Да. И исто така, тоа е истиот човек што вели македонците ќе влезат во ЕУ, ќе ги примат со народниците на Гоце во нивниот устав, имаат 1300 години бугарска историја и уште низ за други ствари. Кажа човекот, ова е само почетокот. И ти го гледаш, го знаеш, што излегуваш и викаш, никогаш Бугарија не е негирала. Сашо, искрено прашање, како многу талентиран, искусен актер. Ако ти во неблагодарна позиција ќе те ставам, но методолошки за да ми објасниш. Ако ти добиеш задача утре да глумиш некој лик што се вика Венко, кој што фактички во својот алтернативен живот, односно политички живот, исто така глуми некого. Како би се спремал ти за таа улога? Основното за да ти поверуваат, за да бидеш автентичен, е да најдеш оправдување за се она што тој го прави. За да ти поверува публиката, за да бидеш Венко Интересно. За да бидеш Венко што го знаеме од као лидер на СДС, да го глумиш него како лик, како актер мора да најдеш огромно оправдување за се она што он го прави, оправдување позитивно во себе, за да можеш се излажеш себе си, да, за да можеш тоа да го одглумиш, а публиката да ти верува дека си Венко. Без тоа ќе направиш лош лик. И пилето ти вика дека тоа се пари, односно некаков интерес, моки. Па ја сега не знам, ти веројатно си ги чул тие работи уште во времето кога Груевски беше најмоќен 2011, 12, 13, имаше такви озборувања дека уште тогаш се влезени бугарски бизнисмени во СДС, влезени, него тука во околината на СДС кои што едноставно за почеток им плаќале дури сметки на струја и така натаму, која беше во најнезавидна положба Социјалдемократскиот сојуз. Така да јас тоа го знам исто од некои озборувања дека е тоа така. И тоа се виде дека е така кога дојде до она што дојде после Преспанскиот договор, кога се потпише договорот за пријателство и кога нивниот лидер во тоа време излегуваше на бугарски телевизии и го зборуваше тоа што го зборуваше, со што фактички ги турна СДС во провалијата. И мислам дека после тој настап на БГНС, како се викаше, дека веќе и тој што беше аполитичен македонец по прашање на бугарско-македонски односи, значи му проработе некој инат, беси, тоа беше, мислам, огромна брука, огромна штета им нанесена. Добро, вака кога размислувам, што е тоа бе што ги тера председатели на СДС, од Заев, преку Ковачевски до Венко Филипче, да ги чачкаат најосетливите гангли на македонскиот народ, ама буквално, тргнувајќи ете од тоа. Пред тоа имаше и други изјави Заев, дека ние сме братски хора, сшти народ, дека зборуваме исти јазик. Ајде, тука не потенцирал каков, но ако го прашал Бојко, знаеме, нели, како. Знаеме како се однесуваше кон Бојко, брат мој, сте во љубави, додека овој им враќа, им истура кофа такви. Вели, немало фашизам, имало администрација некаква, па преку Ковачевски, кој што не убедуваше дека со 2 запирки сменети, она што Радев година дена се трудел да го избоксува, овој му помогнал да го стави во преговарачка рамка за Македонија. Дури паралелно имаш признание од председателот тогашен на државата Стево Пендаровски, кој што кажува каков идентитет сме заштитили, односно тие признаваат. Од 45 навака вика, сите до еден во Бугарија признаваат дека ти постоиш као македонец, ама дека дедо ти не бил македонец. И до Венко Филипче, кој што прво срамежливо лани во февруари кажа дека бил спремен да ја преземе на себе целата политичка одговорност за да се направиле бугарски измени. Тогаш се смеевме на тоа, памтиш? Ама сега на ден, 3 пати на ден го кажува. Не, него сега побари нешто пострашно. Тоа е најновото. Тогаш рече, вика, јас ќе презимам одговорноста за тоа. Сега вика, јас го повикувам премиерот заеднички да ја споделиме одговорноста, што е страшно, што е, не знам, тоа е
Тоа е шашаво, е сулудо. Тоа е како јас да го повикам Лионел Скалони, селекторот на Аргентина, заеднички да ја преземе одговорноста, да те вклучи тебе во аргентинска репрезентација. Да, и да преземете одговорност ако Аргентина не се пласира у четвртфинале. Точно, ќе ја споделиме одговорност. Да ја споделим. Мислам, сулуди рава, ја не знам дали има некој... Уште е полудо и од ова ја што го кажам сега. Да. Ја не знам дали таму има еден човек што треба да биде, што во моментот во езде, што е Сидро, кој што ќе каже, луѓе, чекај бе, ова никаде не води. Вакви настапи никаде не водат. А ова што ти го кажа, интересно прашање, првото што ми го постави, од каде тоа, јас често сум размислувал... Каков шифт? Особено, ја често сум размислувал, особено кога го читам оној така наречениот новинар, што е нивни најголем мегафон, како се вика овој? Од СДС, овој Тричко, како се вика? Тричковски. Ја кога ги читам таквите тие пишуванките... Јас не го читам, па не ми падна. Не, ја го читам затоа што јас се обидувам, знаеш, за некој феномен што се случува често кај одредена група, кај поединци, сакам да си дам одговор зошто е тоа така, како што се обидувал да одговорам, зошто вие поради причините кои што катастрофално изгубија две изборни циклуси, локални и парламентарни, зошто уште продолжуваат во тој тон, во тој тоналитет. Па и 3 со локалните 21. Да. И наредните катастрофа ќе биде. 4 беа, наредните баш. Да, така е, управо си. Така. И јас се обидувам, знаеш, кога ги читам неговите пишуванки, се обидувам да одговорам што е тоа што го тера еден поединец, ке кажеш интелектуалец, начитан, ова она. Што е тоа што раѓа кај него таков презир кон сопствениот народ, таква доза на ароганција предизвикува на надменост, да он сопствениот народ го множи со нула и во неговите очи, во неговиот светоглед, секој друг народ, особено оние околу неговиот народ, се попаметни, подобри, поубави од неговиот народ. Неговиот народ е нешто најниско. И сум се обидувал да го пази, во СДС ти самиот знаеш, има многу вакви луѓе, помлади и повозрастни, кои што имаат ваков став. Они се граѓани на светот. Да. Нели, они се нешто повеќе, они нејкат, они име нифе, како да ти кажам, име спуштање на нивото нивно, ако он каже дека е нешто добро македонско, што знам, да влезе у етномузеј, да слуша одредена етномузика, значи, и сум се обидал да дам одговор на тоа. И сум дошол до некој заклучок дека сето тоа доаѓа од огромни комплекси на поединецот како поединец, не само на виша вредност, него огромен комплекс обратно на нижа вредност, да си даде на значење дека е нешто повеќе од народот од кој што се родил, од кој што се изнедрил. Мислам се, ја не сум ни психолог, ни таква работа, но се обидувам да дам одговор од каде таков презир, да му ги читаш она што го пишува. Но си актер, затоа те прашувам, ти мора да размислуваш за психологијата на ликот кој што би го глумел. Мотивацијата која му и така натаму. Од тие причини... Да му ги читаш овие текстоиве и на него и другиве што зборат и тој што име политичкиот комесар на овој Татково и сите тие. Значи, они се надмени. А таков тип на ароганција доаѓа од ненормална не само доверба или од некои комплекси, поиманеам трауми од детство, кои што ги правеле, не знам, да се осеќаат несигурни, пониски од другите, или поиманеам ги биле исмејувани од генерацијата, од другарите пред зграда. За овој едниот знам на овој дека се подсмевале со него и кога што викаат кога идел на работа, јас од професори сум го слушал со штипките на точак, со штипките на вакво фатени и така. Значи веројатно поминали ни се на таква голгота, па кога дошле во позиција на моќ, едноставно се обидале да забораат се она што биле, а ова им треба како потврда дека се они над стадото. Они се тие кои што се народни трибуни вистински и нив име под чест да се мешаат со плебсот, тие се тие што треба да кажуваат како треба. Ова што го зборуваш ќе подкрепам со пар факти само, може? Прво, народот е во право и кога греши, уште од времето, од можеби нивниот најдобар председател Бранко Црвенковски. Имаше така, 98 или е тој или 2016, не сум сигурен. 98. И кога изгубија. Кога изгубија, народот е во право и кога греши. Ковачевски кој што раскажуваше
во очи на француски предлог дека ако се прашуваше народот, немаше да имаме рамковен договор, немаше да имаме преспански договор, немаше да имаме не знам што, односно дека и така тоа јавно го кажувале, така се доживува дека тие се родени да преземат тежок товар и удари, макар да плателе со политичката кариера за доброто на нас простиот народ, ние тупите националисти. И викам, добро бе, мајко му стара, можно ли е некој да живее во ваков свет и да се бави со таква работа? Па, што е позадината на последното што го спомнавме? Го повикувам премиерот Мицкоски да подпишеме отварање на устав и ова и да ја споделиме одговорноста. Што е тоа ако не е Мицковски? Кој го ферма народот бе? Ела ти да се договориме. Што е ако не е тоа? Они се уште во таа матрица дека народот не е битен. Они се уште во референдумската матрица дека народот треба фигуративно, метафорично, фигуративно да биде консултиран. И после неговата тоа консултацијата со народот што ќе направи да ја фрлат у канта за џубре. 2018 референдумот се случи точно тоа. Тоа е тоа. Значи пак се они во таа матрица дека за нив е народот небитен. Они стварно на вистина веруваат дека народот ништо не одлучува. Реално. Во многу ситуации е тоа така, особено на избори. У многу ситуации. Објасни? Објасни. Од типот дека ти големите, кај нас е поделен или народот на партиски табори. Значи немаш средина ти, ако не си со овие тогаш има секогаш една група. Има, но таа е многу мала, да кажем. Често одлучува, не сега, но често одлучува. Друго ми беше муабетот. Значи ти можеш многу лесно знаеме сите, со многу пари, да го насочиш мислењето на народот во одреден правец, со долготрајна пропаганда. И тоа се прави. Но и затоа се вели обично дека народот многу ретко кога ги носи политичарите на власт, а тој мисли дека ги носи. А уствари тој е цело време како куќето на Павлов насочуван да Разбирам. Но има една друга работа, се заборава дека многу често во одредени ситуации народот е тој, ако му дојде премногу преку глава, ако премногу се соочува со премногу проблеми што се однесува до неговиот нормален живот, опстан и така, народот е тој кој што може многу лесно, што викаат одинаед, сме излегувале, сме гласале за само вие да ги турнеме, пошто не можеме веќе да гледаме. Тој момент кај народот го превидуваат и сакаат да кажат дека е небитен. И мисля дека во таа ситуација они можат пак лесно, кога народот е, како што вика овој, ботовите создаваат слика дека нас сите не мразат. Не бе, дечко, вас сите ве мразат и треба да се соочите со тоа. И ти не можете во ситуација... И да промените нешто ако не сакате сите да ве мразат. Не можеш во ситуација кога сите те мразат да се однесуваш пак како народот да не постои. Ова е буквално така. Не го гледаме народот. Не го гледаме, не сакаме да го чита, видиме. Да, ботовите се криви. Не ние, нашите политики, што народов не поднесува, него ботовите се криви. Тој народ утре ќе ги потомори на парламентарните избори 28 година кога доаѓаат на ред. Ќе доживеат невиден пораз до сега. И тоа треба да се свесни за тоа, ама не се свесни. Си ја тераат агендата и... Чисто да ти надополнам и знаење, ако не си имал прилика, чест и задоволство да уживаш во едно гостување на нивниот политички комесар, а таткото на народот не мрази мамровците, во 3 смени работат против СДС, Јон Фрчковски, љДФ, кој што раскажуваше дека нивниот план генерално, тоа уште не сум го обработил, како видео го чувам за погоден момент, генерално дека им е планот, кога Европа ќе ја реши Украина, знаеш, пак шаховската табла ја шири вака. Не 8 на 8, него 800 на 800. Не рикни магаре до зелена трева. Од прилike, да. Кога Европа ќе ја реши Украина, тоа е неговата теза, после пак фокусот ќе е на Балканите и мора да се реши, Бугарија е појака, нас ќе не стиснат и веројатно затоа и тие сега се сорачето јас, еден ден кога ќе дојдеме на дневен ред, пак во нив некој да наоѓа партнер, заборавајќи дека сепак луѓе треба да ги изгласаат. Знаеш, не може некој апла да ги земе или можда пак се надеваат на некои афери, бомби, разговори, нема па да им помине. Не знам. Претпоставам. Еднаш запали, втор пат нема да запали. Со кој образ и лице бараат од вчера референдум за
граѓаните да ги гледаш СДС зборуваат за референдум, јас вака гледам, викам не знам мајко мила, стварно ли е вака? Референдум. Луѓето што го убија референдумот 2018 се викаат мора да има референдум за ова. Значи, ти да ги сватиш у денешно време СДС, да ги сватиш сериозно, треба да си будала. Нема друго Значи, не можеш, тоа вчера у една друга емисија на друга телевизија баш ова го коментиравме. Која е поентата? Да ти бараш народот излезе на референдум да гласа за отварање на устав и за примање на оние платени изродени македонци во Бугари, кои што се платени за тоа, ти да ги пуштиш во устав, и бараш референдум за тоа, за да сме влезеле во ЕУ, а тебе народот пред која беше 2018 година, ти рече, не иќам во ЕУ под ултиматум. Милион колку македонци, 940, 50, 60 илјади бойкотира референдум, ти кажа, не бе човек, не интересира ЕУ под вакви услови. Ама тогаш они ги поништија, ги избришаа со гумичка тие 940, 50, 60 илјади. И сега они бараат референдум. А мене тоа ми звучи, знаеш како, дека они кога би можеле, кога би ги сакал народов, или кога би можеле тоа да го наштелуваат референдумот како што го наштелуваат тоа... Гласа на 4 секунди. Да, 2018 година. На 4 секунди имаше гласа. Знаеш ли што беше тоа у суштина? Некоја, поима немам како да ја кажам таа, некоја фройдовска подсвест. Они најлесно би им било, кога сега Филипче би можел да распише тој да избори, нели? И кога би немал уствари избори, него доколку на некој така наштиман референдум, како се викаше тој консултативен, кога они преку референдум би дошле на власт. Да нема избори. Ја мислам дека некоја фройдовска подсвест е тоа дека они се свесни длабоко во себе дека они избори веќе нема да добијат. И они сега за тоа смислуваат 300 други начини, колку и да се абсурдни, преку некои вакви работи, нели, појма немам. Не знам ни што сака да предизвика, мислам, смешни излегуваат. Освен ако не е најстрашното, можно сценарио, најстрашното е да знаат дека референдумот би пропаднал и тоа би значило Бугарија би имала аргумент вечно да не блокира, и ако СДС тоа не го сака, зашто тоа е бугарски интерес, пошто тоа е руски интерес. А во која смисла мислиш би пропаднал референдумот? Нема шанса да помине, не би пропаднал сега. Прашањето, ако го дефинираме за... Отварање на устав. Не, ама прашањето може да е афирмативно или да е негативно. Така, дали сме, пример, ако е прашањето, дали сте за промена на уставот со цел внесување на бугарите и други малцинства, за да се отвори втората меѓувладина, за почеток на преговорите. Нема да има цензус. Немаш теорија да има цензус. Значи, да, логиката е дека... И тоаш пропаѓа референдумот, тие се опозиција, Бугарија има аргумент да вика, Македонија се откажа само од членство во ЕУ. А тоа е, според тебе, пуштив еден разузнавач бугарски стар, што работел, Енчев, го гледаше? Тој работел, тој бил за Македонија задолжен од 85-та до 96-та официјално, нели, ама еднаш дебе стално дебе. Тоа ни целта, ние да не влеземе во ЕУ, тоа се знае. Па тоа ти, дали фактички СДС партијата што работи Македонија да не влезе во ЕУ? Ако ги поставиме вака работите. Види. Ништо веќе не ми е ни чудно, ни преабсурдно. Искрено ти кажувам се. Јас кажав, стално сакам со поесилни факти, меѓутоа, ако размислам, ова е сосема возможно сценарио. Види, зошто им смета, ја мислам највеќе, зошто им смета нив Мицкоски, премиеров. Им смета затоа што и покрај сите негативни кампањи против него, дека е предавник, дека утре ќе ја сврти капата шом дојде на власт, дека веднаш ќе потпише 5 пати до сега. Да, ма какви 5? 555 пати го кажуваат. И излезе дека не е така, дека човекот на секој искачање, на секој излегување јавно кажува нема потпишување на нешто, нормално со политички јазик го кажува без гаранции, а во суштина е вака да го прашаш лично, интимно, во суштина е одговорот, нема шанси такво нешто да направиме под ултиматум. Тоа е она што ќе да го каже интимно, никој да не слуша. Разбираш? Така е. И сега, они веројатно тоа и малце пожестоко би го кажал. Да, и пожестоко. Ајде да предпоставиме. И нив тоа толку им нормално им пречи. И сега они шо прават? Демек сакаа да го прикажат како камен на сопнување во односите помеѓу Бугарија и Македонија. Фактички му месат една таква пита на буквата Г. И го сликаат пред очите на европската јавност, го компрометираат како автократ, недемократ, како го викаат она организирана криминална група ВМРО, ДПМН, ОВАН.
И сега што е поентата апропо твојот муавет? Поентата е нели желбата на секоја опозиција да биде позиција, да биде власт. Поентата е некако пак да го турнат за да дојдат на власт, да потпишат се што треба да потпишат, иако се свесни дека Европската унија пак нема да не прими затоа што Ако имаше волја и сега ќе се најдеше начин. Едноставно нема да не примат, затоа што нема капацитет тамо за проширување, се додека постои тој механизам на билатерални спорови во тие преговори за тоа вето што го има секоја членка. Гледаш како рогови увреќа се. Уште една работа би сакам да искоментираме тие предочно. Вчера пред Румен Радев да се сретне со Макрон на прво прашање за домашна публика во Бугарија. Зашто ќе разговараат и овој раскажува, па ќе купуваме некоја воена опрема од Франција, меѓу другото, или така се купува влијание, односно се купуваат лобисти. Така, зошто ние на Америка не пофали во овие најновата геостратегија на Стейт Департмент за Западен Балкан, затоа што со трговските слободи кои што им ги овозможивме тука, како пример не посочуваат како би требало и што е нивни интерес, нели? Прво прашање одговара Радев, вели ќе купуваме оружје, Франција наш стратешки пријател, бла. И второ вика самиот Радев се прашува, ако не те праша новинарот, сам ќе се прашаш, вика и да додадам уште една важна работа. И тоаш го кажува. Година дена ми беа потребни да ги убедам европските лидери за отварање на уставот во Македонија. Макрон беше тој што најдобро ме свати и во француското председателство нивните барања стана преговарачка рамка. Ако за домашна јавност тоа го искористи како наратив, после средбата со Макрон нема ни збор за Македонија. Тоа може да значи неколку работи. Дека Франција е уз Бугарија, ама не сека јавно тоа да го каже, дека Македонија не била воопшто важна тема на нивниот состанок, или дека под В Франција не е баш согласна со сите ставови на Румен Радев сега. Што ќе се случи ќе знаеме, но во Европа паралелно имаш една ситуација која што од некој небитен го омаловажува, обезвреднува тој нон-пейпер на Вучич и Рама за барање Западниот Балкан да стане придружна членка, макар без право на вето или на глас, само да влеземе во тековите, да дојдеме до фондови, да почнеме со реформи. Тоа се стана нон-пейпер на 5 страници на германскиот канцелар Мерц. Односно, постои некое движење дека Европа, бивајќи свесна за Украина, дека пошто пото некако ќе мора да и одигра некоја карта со неа. Со консензус тоа никош не може да го направи. Тука ние имаме шанса да помрнеме од мртва точка, да започнеме со реформи, пристап до фондови и така натака, и без да направиме ништо од ова. И знаејќи го тоа како да засилено бараат сега нашиве внатрешни врховисти петоколонаши да се досаму укинеме. Ви, да бев попаметен, ќе ти го објаснев, може би ова што сакам да ти го кажам, некако со поубави зборови, понаучно, поразбирливо и така, ама мислам дека ќе ми се свати поентата. Све е наштимано така да ние и да имаме најголема волја да се реформираме, да станеме од квазимода Аполони у секоја смисла, дека е невозможно затоа што се е така наштимано друго, такви проблеми се наметнати на Македонија, спорови, услови, ово, оно, таква е констелацијата внатрешна, политичкиот систем, партиите поделени по етнички линии, како се вика ова, квотите, мотите, етнички и така натаму, немање на мерит систем, немање на ова, немање на корупција, морупција. Така е се наштимано да најголемиот гениалец да го донесеш на власт, он не може многу да направи. И мислам дека затоа на времето, кога му рекол кој бил тој, кога му го рекол тоа на тој професорот што за жал зазима бугарашки ставови, Денко, кога му рекол вие од самиот почеток сте бебето од Катран. Македонија сте бебето од Катран. На секој политичар на Запад му е тешко да ве фати во раце, да не му се залепат рацете. Мислам дека е тоа главниот проблем. Така да тие услови, дајте реформите се, вие не ви е проблем, само Бугарија имате и реформи за прање. Не, се е така направено да секојаш ќе се најдат кочничари кои што фактички ќе му уринираат во супата, дури премиерот има најдобри намери на свет, ќе се најдат лоби групи, бизнис групи, вакви групи, онакви групи, пета колонова, кои што ќе спречуваат да се изведе таа радикална реформа
за да станеме од Квазимода, нели Аполони. И мислам дека е тука најголемата трагедија, дека сме оставени баш на бришан простор и дека буквално на што било зборувано 95-та, 6-та, Овенс што зборувал и така натаму, дека Македонија уште тогаш била планирана за поделба, но од некои X причини, веројатно кога почна кога се затвараше Дејтон и така натаму, кога почна Косово, бомбардирање ова, дека некако Македонија се провре тогаш низ иглени уши, па се подзаборави на тоа, но се активираше подоцна таа идеја повторно и така да ние сме фактички во многу незавидна позиција, пат позиција, кај што многу лесно може да дојде овдека до поделба. Гледате што се случува у последно време, значи се повторно се активира радикалните албански структури, бараат бинационална држава, бараат не знам што, службен јазик, правосуден на албански јазик, нешто што нели се коси со уставот. Во исто време се повеќе притискаат бугарите од Софија во ЕУ, се лобира преска која кажа Макрон, која кажа Радев, успел да година дена се борел. Како се борел? Со пари се борел. Како тие тамо, како ти ќе ги придобие за себе? Иако не може со пари? Да е со многу пари. Со многу пари. Да. Добро. Така да се наоѓаме у многу незавидна ситуација. Твојот обожавател од Бугарија Виктор Стојанов во една прилика спомна дека имале соработка и со албанската опозиција, мислејќи на ДУИ. Се сеќаваш на тоа? Сега ми излезе од глава, тоа сакав да кажам. Се ова што го гледаме зборува за еден синхроницитет, една синхроно делување на Софија, Европската унија, албанскиот фактор во Македонија и регионот и петата колона. Сигурно имаш пријатели во Бугарија, јас имам пријатели и роднини и така натака, но и го знам наративот генерално. Кој да дојде тука и да е добронамерник, ќе спомне, знаеш, се возевме, видов многу албански знамиња таму во еден дел на Скопје. Добро. Или, одамна постои план меѓу Бугарија и Албанија и така. Односно, нас не плашат, а тоа го истото го спомне и овој стариот, тој удбашот. Да, па на крај го спомне истото. На крај го спомне истото. Нас не плашат со албанците на варијанта побугарете се за да не ве поалбанчат, да не ве поалбанчат. И низ таква призма гледано, а вие зборате, албанците зборат, само вие зборете против нас, утре бугари ќе станете. Така. И сега, во една таква ситуација, ако си ти служба од Бугарија, нели би стимулирал, мотивирал или крај крајева замолил да има етнички тензии тука, што од друга страна им одговараат на ДУИ кој што нема друг наратив освен тоа е едно те исто. А што мислиш дека нема Не мислам дека нема. Удел во такви работи или операција таква дека не постои? Али Ахмети има во интервју признато дека кој бил го пушти Стојанов и компанија во Албанија да купуваат македонци за пари? Кој го пушти? Кога се сликаше со Демеграма нема појма дека он доаѓа на народот му нуди пари. Тоа е све синхронизирано. Само не знам, нашиве, ја знам дека работат, дека има многу цврста патриотска линија у моментов и во Агенцијата за национална безбедност. Така, ама сме години зад Бугарија, децени. Да, апсолутно мислам сега. Точно така. Но, мислам дека нашиве треба да наоѓаат нови модуси, поготово безбедносните служби и партијата на власт, модуси како да се зацврснеме као држава, да застанеме на што постабилни нозе, но условот за тоа е, ти мора да се справиш со што повеќе непријатели на оваа држава. На овој или на оној начин, ти мора да се справиш со нив. Не можеш да ги толерираш и во исто време да сакаш држава да тргне напред. Пак ќе го се вратам на пошто се тие тука за државата да не тргне напред, а ти не можеш да го толерираш тука покрај тебе. Филипче го гледаме 2 години како се става во интерес на Софија. Од како стапнал во ЕДС? Па у некоја друга земја тоа веднаш подлежи на санкции, веднаш подлежи на апсење. А што не знам стварно што се чека за некои работи. Што се чека на пример да им се каже конечно да се тресне на маса, да им се каже на ЕУ. Луѓе, дај ние ова или да ставиме на референдумско прашање за поништување на договорите Преспа, бугарски, враќање на име и така натаму, нема бугари во устав и тоа да оди како прашање, и ти со легитимитетот на народот да треснеш на маса и да кажеш
драга Европа, ние тука завршуваме муабет. Тоа е еден начин на мешање на карти, друг начин е политика да тераш, како што во моментов јас читам дека се случува. Ама гледаш контрапродуктивно ни е веќе, затоа што види, трошиме енергија непотребна. Сашо, да, ама ова со Украина нема да трае уште 100 години. Украина ти мора да ја решава за година-две што е зборот. Затоа сте рокови 2028-2030. Во смисол, ние ако не сменевме име 2018, тврдам дека ќе влеземе во НАТО со Шведска заедно, кога почна војната во Украина. Тврдам, немаше како да не се случи тоа. Тоа го кажа и Ципрас. И сега, вака ако некој со многу мало познавање на светската геополитика, како мене, ги чита работите, ќе каже, окей, очигледно има движење, еве германецот ти потврдува, нешто ќе прават. Ние никој пат нема да сме членка рамо до рамо со Германија и Франција. Никој пат. Тоа не ни можеш да бидеш. Никој пат. Ама ќе има некое движење, ајде да не попуштаме, дури се може да не попуштаме. Секој еден гест. Референдум, by the way, ние зборуваме за референдум, човече СДС ја менува динамиката на разговорот од 3 пати на ден Бугари во устав, референдум. Тоа не треба да им се остави тој простор вака. Ти пратиш фудбал, веројатно се разбираш и така натаму. Што е подобро? Кога играш на половината на противникот, ја префрлаш топката или кога играш на твоја половина? Што е полесно? На противникот. За тоа се работи. Ја мислам дека ова што ти го кажа, дека ние може уште 10 пати у наредни 10 години ќе бидеме толку блиску како Ципрас што кажа за влез во ЕУ. Ама веруе дека секогаш ќе се случува нешто побитно за да бидеме турнати назад. И ќе дојде момент кога разочарувањето ќе ни дојде до тој степен што тогаш и доцна ќе биде да кажеме да не го кажам англискиот збор на Европската унија. Затоа што ќе дојде момент кога Украина таква осакатена, никаква, корумпирана, после таква страотна војна, разрушена, непостоешка практично, со немање суверенитет на целата, со фактички изгубена територија, 25%, кога ќе видиме дека една таква Украина ќе влезе пред нас во ЕУ, а ние ќе останеме пак пред портите. Тогаш разочарувањето ќе ни биде 10 пати поголемо од она во Букурешт што ни беше 2008. Тогаш ќе ова јас сега што го зборам, многу поголема тежина ќе има у тој момент. Види, мислам дека за буквално за година дена работите ќе се многу по-различни него денес, бидејќи ако сега почнат тие движења за нон-пейпери, Марта Кос исто така има, треба го смениме начинот на нив им е јасно. Знаеш што побара раде вчера? Што? Европа да ја променила својата, тоа не е вака на човечко ниво лоша идеја. Однос кон Русија и да почне директни преговори со незе. Ама тоа нели не е лош муабет, бидејќи окей, let's be real. Во војна ли ќе влегува нуклеарна Европа и Русија нема. Нели мора некој со некого да седне да се договара. Ама сега за европските бирократи кои што особено што по западно, то поспремни се да гинат до последниот украинец, за нив тоа е, нели, нож во колено. Едва од Орбан се отарасија, кој што беше руски спотер на масата на ЕУ, така го доживуваат тие. Или си беше суверенист, кој што води рачун за својата земја, кој што е на... Веројатно беше тоа повеќе. Јас апсолутно сум убеден во второто. Тоа беше повеќе. Сега, Румен Радев ли ќе име новиот таков случај? Немаа дозвола. Ако го дозвола тоа, ЕУ преќе се распадне, него ние да дојдеме прилика да влегуваме таму. Ќе видиме, мислам, чисто разменуваме мислење. Не е ни тоа темата, ама пошто веќе начнавме, значи, Европската унија многу киксна у поглед со она што се случи во Украина војната. И они допрва ќе плаќаат тешки пенали за нивниот ангажман тамо. И она што го кажа ти преска, да, ќе заврши за година дена тоа тамо, по она што сега се случува тамо, изгледа дека нема да заврши баш за година дена. Оти, оној последен напад што беше, да кажеме, на Киев и она бегање на американското персонал од американската амбасада, она засолнување, мислам, како да ви кажам, значи, тоа многу зборува дека само тоа ќе ескалира во иднина и употребата на орешник повторно и така натаму. Така да Европа допрва ќе плаќа високи сметки за она што се случи во Украина и најверојатно, моја претпоставка е дека ќе плати со голем внатрешен раздор, ако се земе у предвид
и овие механизми што се на вето, на ставање на билатерални прашања во преговори за влез, за така натаму, дека само ќе отвара нови проблеми, пошто ти знаеш, Европа не е само спорот Македонија-Бугарија, Европа е и спорот во Трансилванија, унгарци, романци. Европа е поиманема каталонци, ова и шпанци, па е горе Алзас, Малзас со французиве. Мислам, има многу проблеми. И сите тие прашања ќе се отворат. Како што се отвори војната во Украина, откако на незаконит начин беше дозволено анектирање на територија на суверена држава, која Косово го анектира од Србија, и што се случи после години? Се случи Украина. Тоа е логиката, тоа е она што го направи Запад, тоа западниот свет, Америка и им се удри од глава. Путин не измисли топла вода. Може вака, правите вака незаконски. Тогаш ја ќе си направам. 9 минути до крај, сакам да те прашам, не успеав да сватам од каде ти тебе 5 милиони долари или 5 милиони евра? Виктор Стојанов ли го кажа тоа или СДС или кој? Не, него кога излезе клипот на Стојанов, кога кажа дека кога ги искара бугарите во Македонија, кај сте, ги искара и тоа жестоко ги искара. Кај сте вие, какви се тоа българи приватни, частни, во кшти, треба да бидете публични, јавно да излезете, иначе нема више финансова подкрепа. Што е тоа финансова подкрепа? Тоа се превод пари. Тоа се превод други бенефиции од студирање на деца во Бугарија, бесплатни стипендии. Знаеш кај дава стипендии на гора бе, во Призрен, правев репортажа пред некоја година. Ете. Им ги стипендира на гораните, така е. Извини, тоа е држава со план. Одвратен е план во однос на Македонија. Ама така работи држава. Работат. Кај сме ние таму, тоа е прашањето. Да, тоа е проблемот. И сега што ми беше мало. И сега он ги кара, и јас си викам, што правам на Фейсбук секој ден, викам, излегувам објави јавно, ништо немам од тоа монетизација. Фейсбук не ми дозволува година дена побарав тамо да се монетизирам. Уште немам добиено дозвола за монетизација. Викам, па слушај, па ја од овие што ги покажуваат како бугараши у Македонија што излегуваат во телевизија. Кој ќе можеш да направиш за поише да направам. И сега нормално ја си кажав цена. Тој дел не го фати. Да, ја си кажав цена. Еве, викам, јас ќе ви бидам најпубличен българин, 5 милиона евра. Да си ја смирам совеста, да издржам овој плјукањево полесно од македонциве, пизмата од македонците полесно, и евентуално да си направам хациенда у Марбелја, за да си бидам на безма од Марбелја, каков българин. Да жалиш за Македонија. А не на овие јадници им даваат пари кои што не азбуката ја знаат до буквата Г. И видиш, 2 дена од таа изјава со која што фактички им пукаше у колено на бугараши во Македонија. Излезе да се правда поради тебе, Виктор Стојанов. Да, и денеска не, ама денеска излезе да се правда. Така е, дека нема врска, дека бугарите даваат пари, дека македонците даваат пари да станат бугари, не обратно, иако го слушнавме сите што кажа. Но имаше еден друга интересна ситуација. Откако ги искара бугарите многу јако на тоа видео, ни 2 дена не поминаа кога бугарашите овде, што релативно некоја време беа затаени, значи биле по дома бугари само, одеднаш се појавија по телевизија. Стана публични. Публични стана одеднаш. Многу добре. И тој, како по емисии заедно што смиделе, тој политичкиот аналитичар, и тој од Кавадарци, и тој од Кавадарци, и тој од Струмица. Значи сите почнаа да се појавуваат, а мора да се оправда до вербата. А денеска, последно, за јавноста што не знае и не ни треба да знае Виктор Стојанов да е дели од вашите животи. Односно, Виктор, некам да го пиедестализирам, тој е обичен ќопек, но таквите како него. Денес го спомна мојот вечерашен гостин, драгиот Сашо Тасевски, дека лично ќе се погрижил Виктор ти да не си можел да ја напуштиш Македонија, патем зборуваме за човек што има, мислам, доживотна забрана за влез во. Да. Ја ова не сум го чул, сега прв пат го слушам од тебе. Не? Да. Лично ќе се погрижил да не можеш да ги напуштиш границите на Македонија, бидејќи ти во твоите видеа, тој малци има проблем, бидејќи по 20-30 000 луѓе ти ги гледале, а си бил поприлично активен, си повикувал на линч на бугари, убиства и така натака. Отприлика како и он што зборува за ова, овој зборува за ова. Отприлика како што и он би да те забранат, тоест екипата на он, така и
Види, ја знам дека кога би отишол сега у Бугарија, дека би имал проблем. Може би со делови на службите, со обичните луѓе не, и тие ги презираат овие. Без разлика, ја ќе имам проблем. Дали тој проблем ќе ми го направат на граница, ќе ме приведат и ово што се случувало, не на мене, у други случаи. Дали кога ќе влезам ќе најдам на некој друг тип на проблеми, пример ако одам со театар на гостување и така натаму и така натаму. Ја тоа го знам добро. Така да не мора да се да се заканува. Јас со драго срце во Бугарија нема да одам. А други граници што вика ќе ми затвори, тоа знаете како е? Како вие што кажа од форум на жени, ќе ти ја блокираме Facebook сметката профилот. Демек они тамо ќе отидат кај Цукерберг и му кажа: "Еј, слушај, дај блокираме, овој збори против нас." Како што овој мене може да ми блокира излез од држава да одам во други држави. Мислам глупости. Мада се случувало на луѓе организирани пријави, да. Значи да биде застанат у Хрватска, и он тамо постапува по налог дека овој заради нешто во земја на ЕУ го не. Пожелен, да, во друга земја на ЕУ. Па приведување, па докажување дека нема никаква вина човекот, освен што овие ненормални ве овамо, овие шовинистиве, фашистиве, пуштиле некој допис дамо преку Европска канцеларија нешто дека на тој човек треба да не му се дозволи влез некаде. На тоа мисли веројатно кога збори. Мислам дека не мисли премногу, туку дека си извршува некои задачи, но нека што би рекле вие вашата, ние нашата. Боже, од оваа кожа во друга нити се може, нити па сакам јас, знам дека не сакаш нити. Да. 2 минути до крај, пофали се нешто од професионален аспект? Ништо, нема успешно беше. Ништо нема, награди си собираме, си газиме и така. Да, тоа е стварно феноменално што се случи 2 години поред со 2 различни улоги, земав 2 награди, една по друга на Приличко фестивалот. Во Велес тоа е една после години на играње, тоа знаеш како е? Као години да не играш, влагаш у финале на Лига на шампиони, даваш 2 гола и освојуваш ли. Така му доаѓа као задоволство, ме разбираш? Апсолутно. Така да тоа е супер, а здравје Боже, у театар пак не влегов у ниедна представа. У новиве луда работа. Тоа е годишен репертоар? Еве, до сега новава програма што е, колку ја сега више, сега Дино работи, 4-та представа, мислам, или 3-та или 4-та. Значи, претходно Пројковски работеше, претходно работеше, не знам, Теа, не знам кој. Значи, па не влего. Замисли. Човеков што дава голои не може да добие улог. Немам гајле, сакам да кажам, сега правам шала мала, ама е реално така човече, мислам, одржава. Што треба? Ljudski да си разговараме стварно. Логиката е сега една по друга награда си земал. Логиката е двајата режисери, слушај, ја дојам, сакам ти да ми играш ова ти. И Болва Вуву исто беше на Синиш. Ма него му кажав искрено, ние сме пријатели, некоја уложи ми даде најмало там. Викам Синиша, брат. У реду е, друже, не мора да... Кам не, човече. Најмало тоа, скао да статираш, она. Небитно, со него имам муаве, значи нема што да... Али, овој поентава ми беше, што ми беше поентава... Али, интересно е тоа што летово ќе почнам да работам еден супер приватен проект, еве ова прв пат јавноста дознава. Дури сега и продуценткава и колешка, веројатно нема да ми замери. Што сега го издавам тоа, значи со колешката која што ја продуцира представата, глумицата Драгана Левенска од МНТ, ќе работиме Фрида Кало. Тоа Фрида се вика, тоа е незин текст. Браво. Многу добар текст напишала. Пабло? Кој ќе глумиш ти? Диего. Диего Веласкес. Мажот на Диего Ривера, мажот на Фрида. А ќе игра уште у представата, ќе игра ова стриптизетата Жозефина во Париж, што ќе ја сретне Фрида, ќе ја игра Марија Лазарова, на Стефан Лазаров, сестра му, и уште една глумица млада што прошла година дипломираше, која што прилепа живее тука во Скопје. Така да мислам интересно, интересна екипа. Драгана, знам, има голема поддршка и од Мексичка амбасада представата, од Фондација Нушич, онака баш ќе биде онака Кејвски. Да, Кејвски, да, ќе одекне силно во културниот свет. Ти благодарам што ја сподели ексклузивно ова информација вечерва со нас и фала ти што
одвои време, вака едно 60 минути набиено темпо, Да, ние пресинг играме да, цело пресинг, време. геген пресинг. Така се даваат голови, Да, така нели? се да. Зашто доста беше Македонија во дефанзива, време малце да така одиме во офанзива. така. Сашо Тасевски, благодарам, се гледаме во следната Фала ти прилика. на тебе. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте. Наредната средба ја закажуваме утре по 22:30 со уште еден интересен гостин. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте. Ова би сакал да важи и за пријателите на Бихачки, иако не изгледа дека е така. Анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и главата горе Македонија. Добра ноќ.